драги приятели! Ве поздравувам! Денеска е многу специјален ден. Денеска е ден на пролета, 20. март. Со влегувањето на сонцето во знакот Овен почнува новата астролошка година. Еве, на сите овнови посакувам многу среќен роден ден. Оваа година, значи до следниот март, ќе ви биде доста поволна и многу среќна. Значи сите ние и го имаме и овнот во нашата натална карта на некоја позиција, во некоја куќа. Затоа треба да се знае, секој треба да си ја знае својата натална карта, за да се знае каде се наоѓа овнот, на која позиција, на кое место. Сега да ги објаснеме малце овновите. Какви се овновите? Па тоа е еден ватрен знак. Значи нивната планета е Марс. Какви се овновите? Па они се страсни. Они идат во акција. Они не сакаат многу да чекаат. Они секогаш сакаат да бидат на прво место. Ја сега одма и не да чекам, него одма. И некогаш со тоа си ставаат и своји стресови, така им стануваат стресни ситуации со кои што може да добијат доста големи главоболки. Како може сега, значи, они тука малце тоа да го редуцираат? Овнови, погледнете како се понашаат вашиот спротен знак, а тоа е вагата. Значи, тука може да се видиме како, значи, се може да си погледам, што прави вагата? Она ми стои спротивно од мене, и значи тука може да видам некои карактеристики од вагата да се земам, за да може да бидам посмирен. Значи, овновите вас ви треба некогаш мир. Мирни ситуации, да не идете стално во акција, затоа што можете така и некако да се разболите. А што прави вагата? Вагата се секогаш они мирни. Они не знаат, не идат во акција, не можат да се одлучат за нешто, па не знам сега, што да се одлучам, ќе почекам малце, може не денес, утре, и така се поминува времето. А што прави овнот? Значи, он не чека, одма иде у акција, се ја сакам тоа, ова, они се, значи, знакови што, значи, сакаат одма да направат нешто, да не се чека. Иди у акција сега, не утре, денеска, одма. Значи, смирите се малце, бидете спокојни, за да можете да влезете во вашата позитивна енергија. Иначе така може некогаш и овновите да дојдат до стресни ситуации, каде што не можат и својата работа да си ја завршат. Сега, за годината која што ве очекува. Во оваа година што почнува на 20. март, тоа не очекува Сатурнова година. И Сатурн е планета на структура. Значи, тоа не само за овновите, туку и за сите други знакови не очекува голема структура. Каква структура? Дисциплина. Работи на себе. Што значи тоа? Па ја мора да работам на себе за да си ја најдам својата среќа. Се треба да се прашаш. Сатурн ќе ти достави неколку прашања. Тоа може да биде: што јадеш ти? Дали тоа ти се свиѓа или не? Каде живееш? Како живееш? Со кого живееш? Каде работиш? Што работиш? Со кого работиш? Кој ми е партнер? Дали моето семејство окей? Дали сум ја окей? Дали све окей? И тука нема Сатурн да ти го даде одговорот. Одговорот си го носиш ти сам во себе. Значи, одговори си сите прашања сам. И Сатурн не само на овновите, како што реков, него на сите нас, ќе не натера да си ги поставиме сите овие прашања и да си ги одговориме сами. Така да ќе имаме една година време и кога ќе го зададеме нашиот одговор, тогаш си доаѓаш на сопствено ја и ќе се бидеш среќен. Само така. Значи, биди свесна и знаеш што правиш
и донеси одлуки. Одлуки што ќе те носат до пат до себе. Ете, тоа беше сега за оваа година и, драги овнови, бидите малце смирени, немојте стално да идете во акција и на прво место да бидете и тогаш све ќе успеете. Ви посакувам убав ден, среќен ден и убава година на сите. Чао, до скоро.